Nemаме право да заради нашите очекувања, да заради нашите, па дури и стравувања да кажеме, да ги осиромашиме нашите деца со нашето разбирање и нашата поддршка. Немаме право. Не постојат резервни родители за нив во животот. И можат сите да ги прифатат во светот. Ако родителите не ги прифатат, тоа е трајна болка. И тие ќе продолжат да живеат како што живеат голем број деца, се одселуваат од дома, живеат некаде низ светот, за да ја премостат или да ја конзервираат просто таа болка и таа ситуација. Ама никогаш нема да биде исто. Како и голем број други родители, и јас поминав низ оние сите фази кои што кога сме соочени со нешто што не го очекуваме и кога не изненадува одредена ситуација. Првата реакција моја, јас паметам дека беше апсолутен шок. Веројатно и заради тоа што со дознавањето на неговата сексуална ориентација беше откако тој веќе 2 години беше заминат од дома. Така да првото беше шок, а после тоа преовлада една неверојатна емоција на страв до паника и паметам дека бев тотално конфузна во тие моменти кога он најотворено разговараше со мене. Веројатно повторно затоа што и знам дека ме преплаши сознанието дека тоа не е нешто што во нашево општество е прифатливо, дека ќе се соочи со голем број на предизвици. Ноќта кога ние разговаравме, до сабајлето кога јас онака просто како некој да ме удри со една шлаканица, како да си реков, па ти немаш право тоа да го правиш. Ова е момент кој што е за него важен, а не само за тебе. Некогаш си велев, ајде сега да те видам, нели, ова е сега ситуација која ти ја работиш и која просто понекогаш сум се прашувала како можат родителите да така реагираат или да така се однесуваат. Од друга страна пак мислам дека токму тоа ми помогна да многу брзо излезам од таа своја прва фаза која што траеше кратко време, нели, и да дојдам до некој момент на смирување и просто да кажам неприфаќање од јас секако моето дете ќе го прифатев што и да беше, туку повеќе лично смирување и лично сознавање, тоа е тоа. Ако ти толку години работиш со луѓето кои што се соочуваат со овакви слични ситуации и им помагаш и тврдиш дека треба што побрзо да се надмине оваа ситуација за да дојде до моментот на прифаќање, со кое право ти се однесуваш. Овака така да бев малку лута и на себе што не реагирав можеби многу поадекватно во тој момент и што не се прилагодив на таа ситуација многу побрзо. Имаше разни коментари, нели, од тоа колку сме ние родителите одговорни за она што се случува со нашите деца, до тоа да тоа е безмалку заразна состојба, дека ќе ги заразат и другите. И кога јас тоа го слушав и во моментот кога ќе кажам, ме знаат мене, го знаат нашиот син, кој што не го виделе одреден број години, кога ќе кажам, вие ова све што го зборувате за Стефан, имаше една неверојатна штана и пресврт на целата ситуација. Знаете, објаснување, ама не знаете како, за да дојдат до една ситуација да зборуваат, па чекај, можда и не е така. Може би стварно ние погрешно размислуваме и погрешно ги гледаме работите. И јас себе си се штитев
со тоа што, посебно кога излегов во медиуми, кога зборував, добивав информации, да кажеме, сопругот или некој ќе ми каже дали прочита што е напишано. И еден-два коментара прочитав и после тоа реков јас повеќе нема да читам, оти на вистина почна да ме вознемируваат тие коментари до еден за мене непријатен момент да јас се фатив себе си како јас имам потреба да полемизирам со тие кое што беше тотално, мислам, беспредметно да се на социјалните мрежи полемизира дали е тоа така или не е така. Меѓутоа факт е дека и други луѓе читаа и дури се случуваше да другите луѓе ми се јават и да ми кажат пишуваат глупости, немој да читаш и така. Решивме да превземеме чекори и да судски тераме, нели, сето тоа, затоа што се појавуваа закани по живот, се ликвидација, не знам, бесења и не знам сите тие работи. Јас решив да тужам и ние преземавме чекори. Меѓутоа мислам дека понекогаш се прашувам дали воопшто човек треба да влегува, да спори посебно во нашата држава, можеби во другите држави е поразлично. Нашиот син е во повеќегодишна стабилна врска со неговиот партнер. Партнерот и он доаѓаат, ние патуваме заедно, одиме на прослави, на родендени заедно. Нашите деца. Тие не се промениле. Со тоа што се со различна сексуална ориентација, тие не направиле промена. Тие се истите наши деца. Само што не се со она доминантно очекувана хетеросексуална ориентација, туку се со хомосексуална ориентација. Јас прво сакам да им кажам на сите родители дека апсолутно ги разбирам. Ги разбирам заради тоа што не е воопшто лесно да вие живеете 15, 16, 20 години или 30 години, градејќи, оти сите ние кога ќе се родат нашите деца, сите родители имаме одредени планови за нашите деца. Градиме одредени фантазии поврзано со нашите деца. Сите ние сакаме, па и традицијата тука игра улога, па и културата игра улога за она што ние би сакале до одредена возраст да се случува со нашите деца. И потоа одеднаш тоа све се менува. Почнува да се менува и тоа најчесто се менува преку ноќ. И голем број родители можда и наслутуваат дека нешто се, па не сакаат тоа да го видат, меѓутоа моментот на аутирањето, како што зборуваме, е момент кога практично тие се веќе соочени со таа цела ситуација. И целиот свет се руши во тој момент. Знаете. И сега треба да излезете од тоа и да почнете да градите нешто што ќе го прифати старото, ќе направи преформулирање на она што во иднина. Значи не е воопшто лесно и јас ги разбирам родители. И мислам дека професионалците имаме обврска да ја почитуваме професијата, да изјавите ги базираме на одредени научни докази пред да излеземе и во јавноста, вклучително и за сексуалната ориентација. Оти, ако вие имате дека пред пред десетици години дојдено е да Светска здравствена го исфрли од класификацијата на болестите, не е више болест. Со кое право денеска, не со кое право, со која професионална и морална одговорност се уште има психијатри кои што тврдат дека може да излечат лица со различна сексуална ориентација и даваат терапија. Го третираат како болест. Затоа се оди во затвор.